А сега ќе продолжам со најавената тема. Дали во светлината на нашето проучување за двата завета, саботата е старозаветен празник, како што мисли поголемиот дел од христијанскиот свет. Јас би сакал за почеток уште еднаш да отвориме во Излез 19 глава. Некако многу пати го споменавме овој текст, но никогаш не ми е здодевен. Излез 19 глава, 3 стих па надолу. И Мојсей се искачи кај Бога и му се јави Господ, велејки, кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Па сега, ако го слушате гласот мој и ако го пасите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Верувам дека денес добро разбравме што навистина представува христијанската слобода. Но, за жал, протестантскиот свет мисли дека христијанската слобода, денешниот барем, христијанската слобода е слобода да живееш во грев. И тоа е само по себе оксиморон. Како суво море, да речеш. Не може слобода во грев, кога Господ рекол, вистина, вистина ви велам, оној што прави грев, оној што греши, тој е што? Тој е роб на гревот, тој му робува на гревот. И ние од своje искуство знаеме дека е тоа така, не треба да отидеме многу далеку, да го најдеме првиот пример, што ќе ги потврди овие господови зборови. Од друга страна, протестантскиот свет вели дека саботата е робство, дека е старозавет. Оно што е одмор, оно што како атеист сум го сакал, слободна сабота. Како атеист сум ја сакал саботата. Оно што, дали знаете, денес во Грција левите синдикати денес се наоѓаат во голема борба да ја спасат и неделата како празник, бидејќи владата на Ципрас сака и неделата, барем за трговските предпријатија, да ја претвори во работен ден. И синдикатите и комунистите се борат, православната црква не е гајле. Значи, воопшто не е гајле, со тоа докажува дека неделата воопшто не е од некоја обврска, верски празник. Тоа е, неделата настанала како празник со државата, од Константиновиот царски закон, од тогаш станала недела, неработен ден, и само од државата и зависи дали и кога ќе биде неработен и до кога. Но синдикатите и комунистите се борат да ја спасат барем неделата за слободен ден за работниците, сите вработени. Иако тие се залагаат да се врати и она што некогаш било, и саботата, и неделата, да бидат слободни. Но тоа што некогаш било 5 дена работни и саботата и неделата слободни, тоа денес е фантазија. Сега дури и неделата име во прашање. Значи, оно што е символ на одмор, слободна сабота,
самите израелци кога бараат од фараонот, Мојсе и Арон, да ги пушти да излезат од Египет, да ги пушти во пустината. Што бара конкретно? Зошто побараа да бидат пуштени во пустината? Употребуваат еден глагол за да саботуваме. Значи, бараат фараонот да го пушти Израел, за да му послужи, наместо да му служи на фараонот, да му послужи на Господа. Значи, бараат слободна сабота на некој начин. Иако за нив саботата се уште не е календарски определена, тоа ќе дојде дури со маната, еден месец подоцна. Но и тој месец подоцна е се уште барем 2 недели пред доаѓањето на Синај. Значи, пред овие зборови што ги прочитавме во 19 глава. Значи, 2 недели. Конкретно, 22-иот ден од вториот месец по излезот бил првата сабота што израелците ја празнувале, откако пагела маната. И тој ден маната прв пат не паднала. И следната сабота, 29-иот ден од вториот месец. 2 саботи израелците веќе празнувале, 2 саботи пред да дојдат на Синај. И сега, кога на Синај, под Синај, Господ им ги кажува овие зборови: ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, рековме на кој завет мисли Господ? Прашите било кој христијанин, протестант особено, православен католик, кого сакате прашајте. На кој завет мисли Господ, кога вели мојот завет? Сите кажа, на стариот завет мисли. Меѓутоа, ние видовме дека Господ немал намера да склучува со Израел дефектен завет. Стариот завет е дефектниот завет, според Павле. Стариот завет е фаличниот завет. Зошто е фаличен? Што бил дефектот? Дефектот е што почивал на човечкото ветување. Значи, кога Господ вели мојот завет, завет, значи, јас се заветувам. Значи, мојот завет, значи, моето ветување. Кога Господ вели мојот завет, мисли на неговото ветување. Не мисли на стариот, на дефектниот завет. И Вагонер е прв во протестантскиот свет барем, ако не и во целиот христијански, кој што за овој стих рекол дека под мојот завет овде не се подразбира стариот завет, оној што се уште не постоел и се уште не бил склучен, туку оној завет кој што дотогаш бил во сила. Значи, Аврамовиот. И слични се зборовите. Ако го слушате гласот мој и го пазите, со други зборови, ако бидете верни како Аврам, вашиот татко. Значи, израелците веќе празнувале сабота пред да се склучи стариот завет. Тоа е поентата што сакам посебно да ја забележиме. Дали саботата е старозаветна? Во буквален смисол на зборот, во она што библиски значи поимот Стар Завет. Стар Завет не е сите библиски книги напишани пред Христа. Тоа така ние велиме, меѓутоа не е тоа библиското значење на поимот Стар или Нов Завет. Стариот Завет е случај на Синај. Израел ја празнувал саботата пред Синај. Значи, кога Господ рекол, ако го пазите мојот завет, не мислел на Синајскиот, на дефектниот завет. А сепак, Израел веќе ја празнувал саботата и Господ веќе им ја определил саботата, барем 2 недели, најмалку 2 недели пред тоа. Израелците знаеле кој ден е сабота, по што знаеле? Прво со маната, бидејќи тој ден маната не паѓала, а потоа и после тие 40 години мана веќе знаеле кој ден е сабота. Всушност, ако табарите знаат.
И луѓето можат полесно да сметаат. Кој е седмиот ден? Да отвориме сега и во книгата на пророкот Исаија, каде што сакам да прочитаме еден друг текст, познати зборови, во 56-та глава од книгата на пророкот Исаија. Ке почнем да читаме од почетокот на главата. 56-та глава Исаија, првиот стих па надолу. Вака вели Господ, пазете го правосудството, вели тука, односно судете право, и вршете правда, зашто близо е спасението од мене и откровението на мојата правда. Втор стих. Блажен е човекот кој го прави тоа, и синот човечки кој здраво се придржува за тоа, кој пази на саботата, за да не ја оскверни, и ја чува раката своја, за да не врши никакво зло. Видите, тука се споменува саботата. Много интересно. Ама, до сега, секој протестант би помислил, сите христијани, добро, ова се однесува за евреите, ги рече. Ова е нормално, бидејќи овде Господ се обраќа до евреите, до својот народ. Но, дали Господ во оваа глава се обраќа само до евреите? Продолжуваме да читаме. Синот на тугинецот. Шо значи ова? Дали ова е евреин? Не. Самиот збор тугинец, странец, значи некој што потекнува од народите, а не од Израел. Синот на тугинецот кој се присоединил кон Господ, да не вели Господ сосема ме оддели од својот народ. И евнухот да не рече, ете, јас сум суво дрво. Односно, без потомство. Зашто вака вели Господ за евнусите, оние што ги пазат моите саботи и го избираат она што ми е мене угодно, оние што цврсто се придржуваат за заветот мој. Заветот мој. Повторно. Кој завет? Господ вели мојот завет. И сега многу лесно, површно размислување, и многу лесно да помислиш, добро, на Стариот завет, мисли Исаија живел во Стариот завет, Господ тука се обраќа, израелскиот народ, така. Овие евнуси, че овие кастрирани слуги, се мисли пак на евреи, веројатно, што се споменува саботата. Ама Господ го спомена тугинецот во 3 стих. Ама таму, баш таму не ја спомена саботата, ке речат. Да продолжим понатаму. 5 стих. Да го прочитам уште на 4. Зашто вака вели Господ за евнусите, оние што ги пазат моите саботи и го избираат она што ми е мене угодно, оние што цврсто се придржуваат за заветот мој, ево заветот мој. Господовиот завет, значи Господовото ветување. Исаија е наречен пророк, новозаветен пророк од Стариот завет. Не само оваа глава, сите наредни глави до крајот на книгата на Исаија, до 66 глава, зборуваат за месијанските времења, зборуваат за времењата кога Господ ќе ги привлече сите народи во Ерусалим. Дури во 66 глава вели дека од другите народи ќе земам левите и свештеници, што ќе ми служат во храмот. Многу се убави сите овие последни глави, значи може да кога би имале слободно време да ги прочитате тука од 56 до последната 66 глава од Исаија. Тоа се месијански пророштва. И многу често се спомнуваат другите народи, странците, тугинците, како многобожците, тие народи ќе се обрнат кон Бога и ќе доаѓаат во Ерусалим. И неговиот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи. 5 стих. Ним ќе им дадам во домот свој и во зидините свој место
и име подобро отколку на синовите и керките, бидејќи ова се уште за евнусите се однесува, ќе им дадам вечно име, кое нема да биде истребено. И сега 6 стих. И синовите на тугинците, кои се овие? Све друго, само евреи не. Ова не се евреи. И синовите на тугинците, што се присоединиле кон Господ, за да му служат и да го сакаат името на Господ, да бидат слуги негови, сите кои ја пазат саботата. Сега саботата во контекст на тугинците, во контекст на странците. Да не ја осквернат и цврсто се придржуваат за заветот мој. Еве го заветот мој. Јас ќе ги одведам на мојата света гора и ќе ги зарадувам во мојот дом за молитва. Ова се убави, ова се благодетни, ова се новозаветни зборови. Овие зборови се однесуваат на месијанските времиња. Ова се зборовите кои што заради Христовото име многу народи ќе го прифатат Господовиот, неговиот завет. Овде станува збор за новиот завет. Народите ќе го прифатат спасението на Господа во времето на Месија. И кога Господ вели тука мојот завет, мисли на новиот завет, кој што почива, совршениот завет, кој што почива на Господовото ветување. И во контекст на новиот завет се споменува саботата. Но не како некоја легалистичка обврска, тука како благослов, како нешто што тугинците го прифаќаат од љубов кон Господа. Доброволно, своеволно. Јас ќе ги одведам на мојата света гора. Кого? Тугинците. А фарисеите уште во Христово време, фанатизираните евреи во Христово време, велеле, не сме да стапне тугинец во храмот, во тремот на Израел, на Светата гора. Дори го обвиниле апостол Павле дека наводно Тита го внел во храмот. Со зборовите, дури и Грк внел во храмот и го осквернил ова свето место. Но Господ во Исаија пролекол дека мнозина тугинци, кои што го сакаат името на Господ, кои што се присоединиле кон Господа да му служат од љубов, кои што избрале да бидат слуги негови, и кои ја пазат саботата да не ја осквернат, и цврсто се придржуваат за заветот мој, тоа е новиот завет. Ќе објасниме малку повеќе зошто тука станува збор за новиот завет. Иако до сега веќе 2/3 е објаснето по досегашните проучувања на поукава. Зошто кога Господ вели мојот завет, мисли не на стариот, туку на новиот завет, не на фаличниот, дефектниот, туку на неговиот совршениот завет. Јас ќе ги одведам на мојата света гора и ќе ги зарадувам во мојот дом за молитва. Тугинците, пазите. Сепалениците нивни и жртвите нивни ќе бидат благопријатни врз мојот жртвеник, зашто мојот дом, што ќе се нарече молитвен дом за сите народи. Ова е многу интересно. И 8 стих вели, Господ Бог кој ги собира распрснатите израелци, вели, покрај веќе собраните израелци, ќе собирам и други. Ама по други не се мисли на израелци. Се мисли на други народи, на тугинците. Еве една втора причина, зашто тука станува збор за новиот завет. Затоа што овие зборови се однесуваат за тугинците. Навистина, се споменуваат жртви сепаленици и така натаму, што значи, како што читаме и во делата на апостолите. И апостол Павле бил повикан да принесе жртви
во храмот и со тоа да докаже дека не е вистина тоа што го обвинувале дека го руши законот и така. Евреите да го прифатале Христа, храмот немаше да биде срушен од римјаните. И не мора да значи дека веднаш ќе престанале да се принесуваат крвни жртви. Не мора да значи. Не може да се принесуваат жртви за греф, меѓутоа жртви за благодарност. Не мора да значи дека ќе се принесувале крвни жртви, може било какви жртви, било какви дарови. Но виде се и крвни жртви, па христијаните до ден денес бараат јагнешко да јадат за Великден. Зошто бараат? Што е битно да има јагнешко? Што е битно воопшто да се колат животни? Што ќе било, како ќе било, ако евреите го прифатале Христа, во детали не знаеме. Меѓутоа, само затоа што Господ споменува жртви и сепаленици, не значи дека се работи за Стар Завет. Всушност, жртви и сепаленици имало многу векови пред Синај, уште од Каин и Авел, уште од Адам и Ева имало жртви. И Ној принел жртва за благодарност, сепаленица после потопот. И тоа било многу векови пред Синајскиот Завет. Значи, самите жртви не треба да не бунат за кој завет станува збор, бидејќи жртвите постоеле и пред Синај, со векови пред Синај, пред Стариот Завет. Но самиот факт што Господ се обраќа до тугинците и вели мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи, значи дека овде станува збор за новиот Завет. Како една дополнителна причина зошто се работи за новиот Завет. Згора на сето тоа што досега го проучувавме. Затоа што ако се работи за Стариот Завет, на кој начин некој тугинец, странец, влегувал во Стариот Завет, под законот? Пример, галатјанинот. Значи, странецот кој ќе се обрежел, а обрезанието во Библијата значи заветен чин, со тоа станувал евреин. Значи, странецот кој ќе се обрезал станувал израелец. Били нарекувани прозелити, значи обратеници. Меѓутоа тие станували израелци како секој друг. Впрочем, денес повеќето евреи не се евреи по крвно потекло. Пример, ашкеназите воопшто немаат семитско потекло. Но со самото прифаќање на јудеизмот, со прифаќањето на еврејската религија и преку обрезанието како чин на заветот, тие станували израелци. Поништо не се разликували од другите израелци. Затоа и во 4-та заповед вели кој се да не работи тој ден. Ни ти, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни магарето, ни живот, и ни странецот кој е во твојот, ама странецот кој е во твојот дом, а странецот во Македонија, во Рим, во Атина и така натаму, за него не се однесувал законот на саботата. А тука Исаија зборува токму за тие странци од другите земји. Не за странци што живеат заедно со евреите во Израел, или што се обрежали и станали израелци. Тој веќе не се странци. Ако се работи за Стариот Завет, во Стариот Завет било кој странец преку обрезанието станувал евреин, станувал син на законот и бил обврзан, како што пишува Павле на Галатјаните, да го држи целиот закон. Сите 613 заповеди во 5 книги Мојсеј. Но, во тој случај, значи, ако се работи за Стариот Завет, не може да Господ да вели мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи, како сите на пак ќе биде еден народ. Странците само стануваат израелци, евреи, и пак се сите израелци. Но во Новиот Завет сите народи се спасуваат без да мора да станат евреи. Тоа
Тоа е суштината на спорот, полемиката што се водела во Новиот Завет. Дали се спасуваме со вера, оправдание со вера, или се спасуваме со делата на законот. Суштината на новозаветното учење, дека се спасуваме со вера, се оправдуваме со вера, значи едно. Не мора да станеш евреин, ако не си роден евреин. Не мора да станеш евреин преку обрезание, преку обратување, прозелитизам. Не мора да станеш евреин за да бидеш оправдан и да се спасиш. Можеш да се спасиш како македонец, како грк, и како албанец, како кинес, индијанец. Не мора да станеш евреин за да Господ те смета не повеќе за странец, току за свој. Значи, тогаш кога не се сите евреи, сите верници евреи, туку има многу верници и од многу народи, а тоа е само во Новиот Завет случај, тогаш се однесуваат зборовите: мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи, а не само за еден. За Израел. Значи, овде станува збор за Новиот Завет. И сега процентите не го гледа тоа. Секој е површно читање на Библијата. Значи, да не ги видиш овие скриени вистини, иако не се толку скриени, не се ни меѓу редови. И јасно се споменати и тугенците. Но ете, луѓето кои ќе прочитаат, сабот, Стар Завет. Самиот збор сабота ги асоцира на Стар Завет. Саботата постоела пред Стариот Завет. И според Исаија се очекува тугинците во Новиот Завет, христијаните, да ја празнуваат саботата, според пророштото на Исаија. Не се разбира според еврејскиот легализам, но сепак да ја празнуваат како милина, како благослов, како светост, значи да не ја осквернат, значи ја чувствуваат како светост и се придржуваат за Новиот Завет, за Заветот мој. Знаете, во Библијата често, за да разбереме некои работи, треба само малку подлабоко да размислиме. Дори и тогаш кога нешто не се кажува. Например, во времето на Аврам не се споменува саботата. Дали тоа значи дека Аврам не празнувал сабота? Или како што би рекли протестантите и повеќето христијани, пред Синај не постоела саботата. И да речем пред Мојсей, пред маната. Иако тоа не е Стар Завет. Дори ни маната не е Стар Завет. 2 недели пред Синај е маната и саботата за израелците во пустината. Но повеќето христијани сакаат да одречат дека саботата постоела пред Мојсей, значи во времето на патриарсите, дека не постоела, значи од Адам до Мојсей не постоела саботата. И ќе да речеме за Аврам често се вели, тоа и некои рано христијански црковни оци велеле, како Ирене Илионски, како Јустин Мачев, дека во времето на Аврам не постоела саботата. Аврам не празнувал саботи. Ајде малку да размислиме, иако вистина саботата како сабот, како шабат не се споменува никаде пред излез 16 глава. Во Битие се споменува дека Господ го благословил и го посветил 7-миот ден, ама не се споменува зборот шабат како шабат. Но ајде да видиме само малку да подразмислиме, малку под површината на водата да гњурнеме. Дали во времето на Аврам кој што бил стопан на 1000 души, слугинки, што значи робови и робинки, иако Аврам ги третирал како да им е татко на сите. Зарем тој ги терал сите нив на работа, без да им даде еден ден од седмицата за одмор? Знаете, ако земете католички и православни катехизиси да читате за 4-та заповед, например, која што католиците ја нарекуваат 3-та, бидејќи 2-та ја изфрлие, таму се кажуваат вакви работи. Господ определил човекот 6 дена да работи, а 7-миот да се
одмора, и дори кажуваат примери, го спомнуваат примерот од Француската револуција, како луѓето не можеле да издржат, да работат 9 дена, а 10-тиот да се одмараат. Како е природно од Бога дадено 7-миот ден да биде после 6 работни ден за одмор. Само што велат во Стариот Завет била саботата, а во Новиот Завет е неделата. Но барем признаваат дека еден ден од 7 треба да биде за одмор. И сега да го примениме тоа на времето на Аврам. Зарем Аврам ги терал своите слуги на работа без да им даде барем еден ден за одмор во седмицата? Ако немало сабота во времето на Аврам, шо имало? Зарем требало да работат од младина до младина и еден ден во месецот да се одморат? Само малку под површината да влеземе со умот и ќе видиме колку е бесмислено да се каже дека Аврам, во времето на Аврам немало сабота. А самите признаваат дека не можеле луѓето да издржат 10-тиот ден, до 10-тиот ден да им биде ден за одмор. Еден ден во 10 дена. Па зарем во времето на Аврам немало сабота? Па зарем Библијата мора се да биде напишано онака на тацна, за да разбереме, зарем нашиот ум не треба малку да го употребиме да влезе и подлабоко? Зарем Аврам бил таков господар кој што на своите слуги не би им дал саботен одмор? Ако немало саботен, недела немало сигурно. Пасхи и Великдени немало сигурно во времето на Аврам. Ни 50-ници, ни другите годишни празници. Ако немало сабота, шо имало? Значи, малку е нелогично да се тврдат некои работи, само затоа што не ги пишува црно на бело во Библијата. Например, ако не се споменува зборот сабота во времето на Аврам, немало сабота. Бидејќи во Исаија видовме дека Господ прорекува дека во Новиот Завет, кога многу тугинци ќе се обратат кон Господа, кога многу тугинци ќе доаѓаат во Ерусалим, и било Божја волја тие да имаат еднакво право на неговиот храм, еднаков пристап до неговиот храм. И тоа сакал Господ, кога се скинула завесата во часот на Христовата смрт. На некој начин бил отворен патот, како што вели Павле во Евреите. Бил отворен патот, пристапот до Господа, до неговиот престол, до престолот на благодата е слободен за сите. Не само за првосвещеникот, и тоа еднаш во годината. И затоа и вели таму Павле да пристапиме тогаш смело, да пристапиме слободно кон престолот на благодата. Да влеземе и ние зад завесата, да, иако не физички, не влегуваме физички, но со вера уште сега имаме пристап. Не ни треба посредништвото на смртен првосвещеник, кога го имаме безсмртниот и безгрешниот првосвещеник во небесното светилиште. И во тој нов завет, значи, кога Господ сакал неговиот дом, најместо да биде разорнат заради неверството на израелците, да се нарече дом на молитва за сите народи, а небесниот храм де факто е дом на молитва за сите народи. Бидејќи во Новиот Завет верници од разни народи, од сите народи може да речеме, имаат еднаков пристап кон престолот на благодата. И таму, значи за Новиот Завет, Господ ја споменува саботата како благослов. За сите што ја пазат, што ја прифаќаат, и гледаат да не ја осквернат, и така натаму, и така натаму. Нека му е фала и слава вечно. Амин.